Албанците ситуацијата малку посложена затоа што тука се јавиат две конкурентни приказни кои се рефлектираат по линијата власт-опозиција во албанскиот блок, независно кој е на власт, кој е на опозиција, двете партии Албанија, Косово влијанието. Албанија врсус Косово е, наспроти Косово е влијанието, кој ќе има предоминација во влијанието на политичкиот живот на албанците. Таа, да речам, таа поларизација, тој расцеп стана прилично евидентен во последно време и никој не го спори. Се знае која структура повеќе инклинира кон Приштина, која структура и кон Курти, која структура повеќе инклинира кон Еди Рама и кон Тирана, што е можеби уникатен пример во регионот да имате две држави кои влечат на различни страни една иста етничка група или политички ја поларизираат од внатре. Тоа е многу интересно за анализа, затоа што е навистина уникатен пример. Во секој случај матичните држави влијаат. Нема дискусија за тоа, дури кај нас Ердоган влија и преку одредени албански структури, не само преку турските структури, што е пак исто така прилично интересна работа за анализа. Сега јас велам повторно, природата на тоа влијание е најважна. Дали е тоа деструктивно или конструктивно, дали штити нечии интереси, дали тие интереси штетат на мнозинската етничка група, помагаат, се вградуваат во тоа да се направи некаква функционална мултиетничка демократија или ја расцепуваат од внатре. Тоа е нешто што е веќе сосема друго прашање. Не нужно секое влијание од матична држава врз одредено малцинство мора да е деструктивно. Но факт е дека тоа може многу лесно да се инструментализира во одреден момент, да се злоупотреби и во крајна линија да се предизвика некаков политички немир во државата во која тие малцинства живеат, функционираат и така натаму, нешто за кое секогаш треба да се биде подготвен да се разговара и да се отвараат овие непријатни теми за да не метастазираат некаде под тепих.